имаме исклучително висока цена на откупот на тутунот од 217,5 денари. Владата на Република Македонија во претходниот период внимателно ја следеше и постапката во делот на откупот, и лично заинтересиран беше и премиерот Зоран Заев, бевме заедно тука во Прилеп. Денес сме повторно се со цел и да ги објавиме новите политики на владата во овој дел, но и да ги разгледаме сите отворени прашања и на еден отворен и транспарентен начин да ја продолжиме нашата комуникација и нашиот диалог со тутунопроизводителите. Владата на Република Македонија ја донесе новата 5-годишна програма за развој на земјоделството 2018-2022 година и на една од последните седници ги донесе годишната програма, но и уредбата за публичките критериуми, односно уредбата со која што се овозможува исплата на субвенциите за оваа година. И токму во оваа уредба ги имплементиравме нашите ветувања пред граѓаните, она што е наша обврска уште од 2016 година при сите наши средби и контакти со граѓаните, кога ја креиравме и програмата со која што настапивме на изборите, но сега ја имплементираме и делот кој што е наша обврска, е дел од владината програма за реформи од овој мандат. Токму затоа, како и за многу други сфери и области за кои што не сакам да оптеретувам, а јавноста ќе информираме за сите нови мерки и политики кои што имаат развоен презнак, особено во делот на субвенционирањето и на квалитет на производството, ја промовираме нашата политика за зголемено субвенционирање на тутуно производството, на производителите на тутун. Станува збор за над 23.000 семејства кои што екзистираат и на кои што навистина мора да ставиме акцент и да се грижиме. И затоа ја донесовме токму и ова одредба со која што за реколтата 2017 година исплатата на тутунот ќе биде во 3 нивоа, и тоа е првото ниво субвенционирање на тутунот прва класа 80 денари, а знаете дека најголем дел од производството оваа година е токму класифицирано како производство од прва класа. Во втора класа имаме субвенционирање, односно второ ниво на субвенционирање од 70 денари и трето ниво на субвенционирање каде што се фатени третата и четвртата класа од 60 денари, односно тоа се само 34.000 килограм тутун кој што опфаќа, односно потпаѓа под категоријата на четврта класа. Го субвенционираме и тој дел и владата натаму продолжува да ги креира политиките да стимулираме квалитетно производство. Станува збор за значајна гранка од нашето земјоделство, која што обезбедува, како што кажав, екзистенција за 23.000 семејства, обезбедува приход од девизи, односно имаме од извоз на целото производство од над 100 милиони евра и е значителен доход на овие земјоделски стопанства, односно на сите луѓе кои што се занимаваат со ова тутуно производство, кое што сметаме дека треба да го поддржиме и таа поддршка да се дефинира сега согласно квалитетот и да мотивираме и стимулираме квалитетно производство. Само да најавам дека овој начин на субвенционирање можеме да го најавиме и за млекопроизводството и за многу други сфери за кои што во наредниот период, во наредните неколку денови интензивно ќе комуницираме и со јавноста и со засегнатите страни, но особено ми е драго што вечерва и со тутунарите, и со откупувачите, со сите заинтересирани во Прилеп, ќе можеме на еден отворен диалог да комуницираме по однос на сите прашања кои што нив ги интересира, но и да ја потенцираме оваа нова заложба на владата, да постојано се зголемува земјоделскиот буџет, да креираме нови мерки кои што се развојни, и да даваме засилена поддршка на земјоделските стопанства. Законот за тутун е нешто на кое што сум фокусиран уште од 1 јуни минатата година, на самиот старт на мандатот. Новиот закон е во завршна фаза, се дефинираат уште преодните завршни одредби. За неколку дена тимот кој што посветено работи ќе го затвори предлог текстот на законот, кој што ќе се најде на ЕНЕР, пошто и вие и целата јавност ќе го имат на увид и ќе може да се даваат забелешките, коментарите во рок од 20 дена, пошто ќе започне владината постапка. Она што го предвидуваме е укинување на овие евидентни листови, кои што
со носењето на законот. Не се надевам на никакви обструкции заради тоа што се работи за нешто што е добро и за целата индустрија и за граѓаните. И се надам дека што побрзо овој предлог закон ќе ја помине собраниската процедура и ќе може да ги дискутираме сите отворени прашања кои што ги има таму. Тоа го работевме во изминатите неколку месеци и со индустријата, со сите засегнати, со здруженијата, како што ја отворивме и темата за укинувањето на 4-та класа, кое што нешто не беше прифатено од ниту една страна. Ниту од Сојузот на тутунари, ниту од индустријата, ниту од купувачите. Но посветено бевме фокусирани да ја отвориме дебатата, да со правилникот биде укината ова 4-та класа, но и лично јас се убедив дека станува збор за една област и еден сегмент кој што навистина е за сега регулиран и каде што не треба некои поголеми поместувања под лавоки. Оваа тема ја разговаравме десетина пати јас лично со премиерот и со претседателот на владата. Околу начинот на класа има разлика меѓу класите, која што навистина ќе ја договараме и за тоа се тука сите засегнати и го имаме сега периодот и времето тоа да го направиме, но го отворивме и прашањето како да биде тоа регулирано и дали треба да се укине или не 4-та класа. Затоа одлучивме да оваа година се субвенционира и 4-та класа и тоа да бидат 60 денари и да втората и првата класа бидат 70 и 80. Натаму, за сите нови политики, на основа на сите консултации, што ги имаме со сите засегнати страни, ќе биде јавноста информирана. По делот на системите за наводнување, владата на Република Македонија става силен акцент и ние дадовме едно ветување исто, за кое што сум убеден дека не само што ќе го реализираме оваа година, него ќе го зголемиме, односно ќе ги зголемиме износите на средства кои што ќе ги потроши владата на Република Македонија по однос на сите програми оваа година за системи за наводнување. Токму затоа денес со делегацијата на Европската унија го промовиравме новиот проект за мали нискотрошковни екосистеми за наводнување. Односно проектот опфаќа 1,7 милион евра за изработка на 6 до 8 физибилити студии за мали системи за наводнување и 3 милиони евра кои што ги добивме, а со кои што ќе се и градат, односно ќе се или рехабилитират или ќе се градат нови системи за наводнување. Апсолутно дека Прилепскиот регион ќе биде опфатен со сите овие делови на нашите политики, но моментално се селектирани 20 локации од страна на консултантот и на сите вклучени, од кои што на крајот треба да се одберат 8 на кои што ќе се прават физибилити студии. Тоа се 8 региони од по 300 хектари и за кои што ќе се градат системи преку ова ИПА програма. Ова нешто го започнавме во јуни претходната година, како што ги започнавме, иницииравме низа други проекти и програми во делот на системите за наводнување. И кога зборам за развојни политики на земјоделството, на кој што ставаме акцент, особено мислам на делот на изградбата и рехабилитацијата на постоечките, изградба на нови системи за наводнување. Во месец март ќе биде објавен меѓународниот тендер за проектот Јужна Вардарска долина, кој што чини околу 20 милиони евра. Започнуваме со изградба на браната Конско, која што тежи 40 милиони евра, но и на многу други проекти кои што се спроведуваат преку управата за водостопанство. Денеска владата на Република Македонија ме овласти во името на владата да го потпишам меморандумот за соработка со Република Турција во делот на водите, се со цел заради тоа што и со Република Турција имаме договорена изградба, односно дефинирање на изработка на физибилити студии за 5 системи за наводнување и нивна реализација, буквално и нашата меѓународна поддршка и нашите меѓународни контакти, но и сите средства, фондови, можности кои што ни стојат на располагање, ги ставаме во функција на проширувањето на системите за наводнување и ставањето во функција, затоа што тоа е една од клучните работи ако сакаме да имаме стабилно земјоделство. Во вториот дел само неколку коментари. Уште од јуни кога стапив на функција, апсолутно опфатен со сите програми кои што ги има владата, како што е опфатен првенствено вечерва за тоа што го дискутираме, а тоа е тутунот. Каде не е опфатен Прилеп ако не е со зголемувањето на субвенциите за тутунот. Кога ќе има конкретни детали, јас зборам само со конкретни, прецизни, јасни работи кои што се дефинирани и да потенцирам
определени се од 80 па 20 региони, од тие 20 региони ќе определиме 8. Кога ќе ги определиме, тогаш ќе знаете дали има прилеп или нема прилеп. Инаку со сите други политики кои што ги креира владата и министерството, прилеп секако дека е опфатен. Сакам да го искажам моето огромно задоволство како градоначелник на општина Прилеп, затоа што владата на Република Македонија донесе одлука да ги зголеми субвенциите на тутун за оваа реколта. Во таа смисла вечера ќе има и трибина првпат и тоа во општина Прилеп, заедно со почитуваниот министер за земјоделие господин Љупчо Николовски, заедно со стопанствениците, заедно со тутунопроизводителите, заедно со тутунските здруженија и тутунските производители ќе се зборува на оваа тема. Задоволството е уште поголемо, затоа што овие субвенции се дадени во вистинско време, во право време кога им се потребни парите на тутунопроизводителите пред почнувањето на овогодишната реколта, кога парите им требаат за семенски материјал, за репроматеријали и така натаму. Уште повеќе владата направи за овие тутунопроизводители на овој регион, затоа што знаете Прилепскиот регион е најголем производител на тутун во Република Македонија, па затоа сите оние придобивки што ги имаме од зголемувањето на субвенциите, ќе заживее и чаршијата, ќе заживее и пазарот, ќе заживее и економијата, што е огромен придонес за граѓаните на нашата општина. Уште еднаш сакам да упатам благодарност до владата на Република Македонија за ова што го направи за Прилепчани, затоа што тоа многу значи. Прилепчани макротрпно работат за својот производ тутунот, кој што во неколку месеци во годината го произведуваат. Целото семејство е ангажирано околу производство и ден и ноќе се работи за производството на тутун.